Секако имаме многу примери и затоа и ги охрабрувам сите оние кои што живеат, сите жени и девојки кои што живеат во насилство да се јават и да го почнеме процесот. Имаме, не знам, можеби еве сега еден од последните примери е со оваа жена беше многу важно што во тој момент имавме еден проект во кој што имавме предвидено средства за мали стартапи, за започнување на сопствени бизнеси. Така да оваа жена не само што го напушти, откако го напушти, пошто друг град не, а во Скопје живееше со тогашниот сопруг, сега веќе е завршен разводот, има едно заедничко дете. Немаше каде да отиде и во моментот беше невработена, заради тоа што тој инсистирал да она се грижи за детето и домот. И покривме трошоците за домување, најдовме стан заедно, го запишавме детето во градинка, пошто веќе беше на возраст на која што можеше да оди во градинка. Го запишавме детето во градинка. Си ја почнавме со адвокатката целата постапка за развод, пријавата на насилство секако си постоеше и во полиција и во Центарот за социјална работа. Здраво, ова е подкастот за секако по нешто на Сакам да кажам МК, а денеска со нас е Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство на вржените и семејно насилство. Здраво, Елена. Здраво. Како си? Одлично, благодарам за поканата. Предпоставувам дека во овој период имате повише активности, бидејќи се одбележува глобалната кампања 15 дена активизам против родово базирано насилство. 16 дена против родово базирано насилство. Имаме активности, иако како што се гледа и од името на мрежата, фокусот на нашата работа е насилство врз жени, така да ние ни целата година го работиме тоа во суштина, така да. Дали имаме активности цело време. За овој проблем се збори само овие 16 дена кај нас или се збори и останатите денови во годината? Па, реалноста е дека во овие 16 дена е многу почесто и она што во последниве години станува се поактуелно, што и многу организации чии што не е фокус на работа насилство врз жени зборуваат за овој проблем во овие 16 дена, што е одлично, нели важно е да не има што повеќе. Но да, малце е загрижувачки дека во остатокот од годината не е дека не се зборува на прашањето. Ние навистина правиме напори да го оставиме актуелно, да го држиме актуелно во текот на годината, но можеби најмногу се става фокус на ова прашање кога ќе се случи некое убиство, обид за убиство, некое сериозно, нели силно насилство кој што ќе вознемири јавноста, па и тогаш самите медиуми не канат и нас и другите организации кои што работат. Мислам дека годинава имавме такви случаи или на фемициди кога што баш беше ова прашање и поактуелно. Годинава мрежата одбележува 15 години постоење. Да. И сега ако се вратиме 15 години наназад да направите една ретроспектива, како беше тогаш ситуацијата, каква е сега, дали има помрднување во однос на ова прашање? Поместување има, секако. Една од главните причини зошто се формираше мрежата во суштина е мрежа на организации. Една од главните причини зошто се здружија женските организации да формираат мрежа и да го засилат своето влијание, нели женското движење во борбата против овој проблем, беше затоа што тогаш во тој период и годините наназад семејното насилство беше тоа кое што почнуваше на кое што се работеше, веќе беше регулирано во националното законодавство. Една од главните причини беше да ги актуализираме и другите форми на родово базирано насилство, кои што не влегуваат во она што ние тогаш го знаевме како семејно насилство, и токму тоа е постигнато како цел. Нормално како резултат на работата на мрежата, на организациите, членки и на сите наши поддржувачи од различните сектори, пошто ова не е проблем кој што може да го работиме сами. Апсолутно. Така да, да речеме, во тој период 2010, кога се формираше мрежата, семејното насилство беше регулирано во рамки на Законот за семејно насилство, како посебна глава, не, во рамки на Законот за семејство, извината, како посебна глава, да во 2015 се направи и се донесе првиот Закон за семејно насилство, потоа во 2021 да се подготви и усвои првиот закон за различни форми, нели, за борба и спречување на насилство врз жени и семејно насилство. Па потоа во 2023 да и кривичниот закон
се унапреди преку дефинирање на различните форми на насилство, така да од аспект на препознавање и во законската регулатива, ама генерално препознавање и од општата популација дека постојат различни форми на насилство, отварање нова прашање како значајно прашање кое што не разликува, нели, ни економски статус, ни националност, ни етничка припадност, ништо не разликува. На секого може да му се случи дека борбата е заедничка, е нешто кое што е значајно променато од 2010 кога мрежата се формираше до 2025. Според вашите податоци, колку жртви на семејно насилство имаме во минатата година? Какви ви се податоците? Колку тие се фемициди? Ние следиме националната статистика, која што обезбедува Министерството за социјална политика, демографија и млади. Она што се забележува како тенденција е пораст. Дали е пораст или можеби повеќе пријавуваат сега жртвите? Апсолутно. Не дека не имало семејно насилство претходно, меѓутоа можеби повеќе се охрабрени да пријават. Да, токму тоа е случајот. Порастот во бројките не покажува дека е зголемено насилството, туку е покажано дека е зголемена довербата и храброста во суштина на жртвите да го пријават и да се нели да се изборат самите, апсолутно со поддршка на институциите и граѓанските организации и да продолжат да живеат живот ослободен од насилство. Така да, зголемувањето на пријавувањето е токму заради тоа, затоа што сите тие кампањи што ги спроведувале и меѓународните организации, и националните граѓански организации придонесуваат и навистина влијаат на. Имате бројка? Минатата година според статистиката и официјалните податоци од Министерството за социјална политика, демографија и млади, бројот на ново пријавени случаи се движи некаде помеѓу 1500 и 1600 случаи на годишно ниво. Но повторно да земеме во предвид дека ова, според едно истражување спроведено пред неколку години од мисијата на ОПСЕ во Скопје, покажува дека се само 2% од вкупниот број на случаи насилство. Односно, најчесто жртвите го пријавуваат најсериозниот инцидент. Така да, и оваа бројка не ни дава една реална слика за тоа што навистина се случува во нашата држава. Колку имаме случаи на фемицид или на убиства на жени? Да, се тука е многу важно да направиме разлика дека има разликата помеѓу убиства на жена и фемицид. Фемицидот е убиство на жена само затоа што е жена, и најчесто фемицидите ги вршат актуелни или поранешни бивши партнери, интимни партнери, или други машки членови на семејството. Оваа година имавме 4 убиства на жени и сите 4 може да ги квалификуваме како фемициди, затоа што сите 4 жени беа убиени од интимен партнер, независно дали бил поранешен или актуелен. Така. Да. Дали има некои нови трендови или форми на насилство кои што се јавуваат или карактеристични форми на насилство? Видите, сега сајбер насилството е се позастапено со зголемување нели на користењето на целата и на социјалните медиуми, генерално на интернет просторот. Сајбер насилството зазема некои нови облици и нови форми кои што претходно да речеме не се сретнувале толку многу. Еве ова злоупотреба на слики кои што ние ги објавуваме и креирање на оние deepfake содржини кои што навистина може значајно да влијаат врз прво угледот на жртвата, а дополнително и на незиното психичко здравје. И така да апсолутно нови облици на насилство се појавуваат, но еве се прават напори на национално, повеќе на глобално ниво да прво се препознаат, а после да се најдат и начини како да се спречат. Како иде процесот на пријавување институционално на една жртва на семејно насилство? Што треба да направи една жена која е жртва на семејно насилство? Каде треба првен да се обради, како оди процесот? Дали институциите доволно се опремени и подготвени за една ваква ситуација? Каде прво треба да се обрати? Жртвата може првично да се обрати на многу места, може да се обрати во полиција, може да се обрати во центар за социјална работа, дури може директно и во јавно обвинителство да пријави насилство. И секако, доколку се уште не е спремна и не зна и сака повеќе информации за тоа како би течело сето тоа понатаму, може да се обрати во граѓанска организација и да таму не се пријавува, само и тоа е многу важно да го
да бидеме јасни дека во граѓанска организација не може да пријавите насилство, може да дојдете да споделите што ви се случува, да сподели што ви се случува и да добие информации за целата постапка согласно незините случувања и формите на насилство кои што ги преживува, да добие информација, совет, поддршка, да понатаму следниот чекор го направи, а тоа е пријавување на насилството во институција. Сега, каде жртвата прво ќе се обрати зависно од тоа е апсолутно нејзина одлука, дека сите овие институции треба да се вклучат понатаму во процесот на обезбедување на заштита, нејзина заштита и гонење на сторителот, апсолутно е така. Но каде прво ќе се обрати е оставено на неја и може каде и да се обрати, другите институции треба да се вклучат. Колку тоа го прават, тоа е веќе нешто друго, иако законите точно регулираат ги регулираат врските на секоја од овие клучни институции во постапувањето. На жал не секогаш тоа се случува. Сега, еден можеби од главните проблеми е што и самите институции се соочуваат со предизвици на недоволно кадар, недоволно обучен кадар, недоволно ресурси со кои што располагаат за да може да ја обезбедат заштитата на жртвата. Знаете, да го имате дури и најсензибилизираниот социјален работник да ја прими пријавата, да имате и најсензибилизираниот инспектор за семејно насилство. Доколку тие немаат ресурс, во смисла жртвата има висок ризик, да речеме, се прави процена дека кај жртвата постои висок ризик од повторување на насилството или не да Боже, закани за убиство и слично. Ако тие немаат ресурс каде да ја сместат и да ја згрижат, самото пријавување и информирање на сторителот дека таа го пријавила, затоа што полицијата мора веднаш да го покани него на разговор. Ако не обезбедиме незината физичка безбедност, не осигураме, тогаш ние ставаме во поголем ризик. Ние ако не осигураме дека таа има каде да отиде, дека државата ќе ја згрижи во оваа итна ситуација, ќе ја згрижи, ќе ја обезбеди незината, ќе го гарантира незиниот физички интегритет, тогаш колку такви центри имаме ли шелтер центри кај што се згрижуваат за жртви што треба да бидат нели одвоени? Има неколку на национално ниво со кои што раководи министерството. Има уште 3 ми се чини, 4 односно со кои што раководат граѓански организации, но вкупниот број на легла на сите овие здружено не го задоволува ни минимум стандардот. Истанбулската конвенција со која што толку многу се фалиме како држава дека сме ратификувале, има препораки за пристапност и достапност на специјализирани услуги. И така викам, на пример, еден од стандардите е дека од минималните стандарди е дека на 10.000 жители треба да има едно семејно место, односно кревет за мајка со 2 деца. Ние на национално ниво имаме помеѓу 80 и 90 кревети на национално ниво. Значи ние сме далеку под минималниот стандард. Истото се однесува за советувалишта, затоа што цело време зборуваме жртвата да пријави. Точно, првиот чекор е пријавата, но самото прекинување на кругот на насилството е процес кој што може да трае и година и 2. Во тој процес ние треба да ја обезбедиме поддршка, треба да ја обезбедиме лице од доверба со кој што таа ќе може да разговара, треба да обезбедиме психолог со кој што ќе може да разговара за она што преживувала, за стравовите од иднината што се појавуваат, затоа што не е само најлесно да кажеме па напушти го, ако те малтретира и ако те тепа. Но дали размислуваме каде она ќе отиде? Дали размислуваме дека доколку е вработена низината плата може да ги задоволи, нели месечни, да ги покрие месечните трошоци? Ако нема стан на своје име, дали размислуваме дека кирија, режиски трошоци, други потребштини за неја и за децата се навистина многу, дали може она тоа да го направи? Државата не дава никаква поддршка финансиска на пријавена жртва за семејно насилство институционална која го пријавила случајот дека е жртва, заминала од домот, дали добива некаква финансиска поддршка за да може ако нема стан на сопствено име да се обезбеди сместување, режиски трошоци, храна, школување за децата? Бидејќи мајка со просечна плата, претпоставувам дека не може тоа да го издржи ако нема каде да се врати и ако има 2 деца, во нашава држава со просечна плата нема. Дали има финансиска помош за жртвите на семејно насилство? Моментално законски е регулирано само еднократна парична помош. Еднократна парична помош во максимален износ од 15.000 денари.
кој што не е ни одблиску Добар. доволен за да се покрие трошоците за првиот месец, а не па понатаму. Едно од приоритетите на нашето работење е токму тоа. Во ред да ги охрабруваме жртвите, апсолутно тоа мора да го правиме. И во ред да го едуцираме, јавноста за различните форми и да покренуваме свесноста. Но она што е уште поважно го направиме, да воспоставиме систем на поддршка кој што ќе ги вклучува различните потреби на жените. Знаете, можеби две жени можеби трпат иста форма на насилство, така, но нивните ресурси не се исти. Едната можеби примерното семејство ќе ја помогне и има можности да ја помогне, другата нема да го има истото. Едната можеби работи на една позиција, другата не вработена комплетно или работи на друга позиција со други примања. Индивидуалниот пристап е клучно важен. Не може да ги третираме ние како жртви на семено насилство. Не се они секоја посебна. Точно. И двете да трпат физичко насилство, излегувањето од тој круг кај нив две е различно. Затоа што прво и најосновно секој од нас има различни внатрешни капацитети да се справи со се што доаѓа. Првиот чекор е пријавувањето, но она што следи по пријавувањето е може да биде уште потешко за справување. И тука е поддршката која што мора ние да обезбедиме од една страна, а од друга страна апсолутно и финансиската поддршка која што е неопходна за голем број од жените кои што живеат во насилство. И затоа мрежата работи на таа програма за реинтеграција. Успеавме да ја вклучиме реинтеграцијата во посебен член во Законот за борба и спречување против насилство врз жени, донесен 2021. Но таа програма се уште не се имплементира заради тоа што програмата предвидува 5 клучни, како да ги речам, пилари има. Едниот е домување, вториот е финансиска помош, психолошка помош, обука и едукација и на крај вработување. Сите тие бараат алоцирање на одредени финансиски средства. Како ние ќе помогнеме на жената со домување ако не алоцираме средства за таа намена? Дали токму финансиската зависност, немањето доволно средства е причини жените или да не се одлучат да го приемат семејното насилство или повторно за некој месец да се вратат кај партнерот? Во многу случаи да. Во многу случаи да, затоа што изборот во одреден момент кој што таа го има е или да живее во парк и да биде бездомничка, или да се врати кај насилникот. Кога имате деца малолетни, изборот е повеќе од јасен. И домувањето како клучна поддршка која што веќе мора итно да биде воведена во нашиот систем на заштита, е неопходно да се случи на вистина што е можно побрзо, заради тоа што ние не може, знаете како, ќе ги пратиме на кариерно советување. Никој не може да работи на својот професионален развој кога екзистенцијалните потреби не му се задоволени. Нема кров над глава, нема храна и хигиена, ќе работи на професионален развој, а притоа има 2-3 малолетни деца за издржување. Едното со другото не иде. Да, сметам дека тоа е клучното прашање, на тоа треба најмногу внимание да се обрне и да се обезбедат средства од државата за ова прашање. Дали вие како мрежа овозможувате на жртвите кои што ќе дојдат да побараат помош од вас за сместување, некаква финансиска помош во првите месеци, со оглед дека претпоставам сте со ограничени ресурси? Сме, со таа цел, затоа што домувањето како клучен предизвик уште одамна го имаме идентификувано. Формиравме интервентен женски фонд, кој што генерално ни се полни од донации од правни и физички лица, но преку интервентниот женски фонд јас проведуваме во суштина пилотираме програмата за домување. Значи им покриваме на жените како што ќе направиме процена или апсолутно дека е клучно важно, дека ова е една од основните причини зашто не го напушта. Ја покриваме трошоци за кирија, режиски трошоци и одреден дел од храна и хигиена, од потребите за храна и хигиена им обезбедуваме. Да они во период од 3 до отприлика 6 месеци заради тоа што на вистина ни се ограничени средствата. Кога еден фонд се полни само од донации, не располагаме со кузна колку средства многу. И на тие жени паралелно им обезбедуваме адвокатска правна помош и адвокатско застапување, им обезбедуваме помош и поддршка од социјална работничка, им обезбедуваме бесплатна психолошка помош.
и за неа и за децата. Тоа го правиме преку женските центри за поддршка со кои што раководиме, кои што се лоцирани во Скопје, Тетово и Битола. И да речеме на еден начин го обезбедуваме целокупниот сет на услуги кои што не се потребни. Повторно ние правиме процена на која жена што ја потребни. Ја правиме процената заедно со жената. Не така ние ја правиме во нејзино име, туку заедно со неа преку разговорите правиме план. Што е важно за неа, за да го напушти сторителот, каде би отишло, што, нели сите тие прашања ги поминуваме ни се првичниот разговор, за да можеме после тоа да ја започнеме и директната поддршка. Вашите центри кои рековте дека функционираат во општините, како функционираат, на кој начин дали општините се вклучени во финансиска поддршка на тие центри како единици на локалната самоуправа? Да. Во Тетово, прво ќе почнеме со Битола. Во Битола центарот го отворивме, го воспоставивме со поддршка од општина Битола и еве веќе 3 години наназад не поддржуваат и веќе најавија дека поддршката ќе продолжи во следната година. Мислам секако одобрувањето е од година за година, но веќе имаме воспоставена одлична соработка со општината и навистина да речеме општината се грижи за обезбедување на целокупната одржливост на овој центар. Во Скопје и во Тетово ситуацијата не е малку поразлична, иако во Тетово имаме поддршка исто така од локалната самоуправа, односно од општина Тетово, но пак сумата е многу помала и покрива, да речеме, отприлика 1/3 од потребните средства за целосното функционирање. Другите средства ги обезбедуваме од други извори. Со градот Скопје исто така е слична ситуацијата како во Тетово, со тоа што она што се случи во изминатите 2 години, 2024 и 2025, градот воопшто не објави повик за поддршка на социјални услуги, иако претходно градот Скопје почна да не поддржува во 2020 со пилотирање на моделот за домување. И тоа беше навистина важно за нас. Потоа поддршката продолжи кон женскиот центар за поддршка лоциран во Скопје. Но 2024 и 2025 градот не објави повик за поддршка на социјални услуги раководени од граѓански организации и навистина тоа многу го стави по знак прашање функционирањето на центарот во Скопје. Секако направивме напори, обезбедивме средства за да тоа продолжи. Сега имаме нова локална самоуправа, се надевам дека ќе се врати како што беше нели претходно или уште и би се надеваме дека ќе се зголема средствата кои што ќе бидат наменати за граѓански организации, затоа што градот Скопје од секогаш до пред 2-3 години од секогаш поддржувал организации кои што работат и обезбедуваат услуги за различни целни категории. Дали се жртви на семејно насилство, дали се зависници, дали се лица со попреченост, секогаш ги поддржувал организациите. И ова што се случи изминативе 2 години навистина беше загрижувачки. Но еве се надеваме дека таа ситуација ќе се промени сега. Во еден наш неврзан разговор ми рековте дека повеќе странските донатори помалце пари може да добиете, поради тоа што ви велат дека вие имате закон, во законот е све супер предвидено и сметаат дека тоа функционира кај нас. Меѓутоа немаме проблем, ги имаме законите на хартија, меѓутоа во пракса не функционираат. Законот може предвидува да имаме помош за жртвите, меѓутоа очигледно таква помош немате, па затоа од тој аспект се соочувате со проблеми. Да, во суштина, знаете како многу често и на интервјуа и во други разговори кои што ги правиме, чисто што треба да се смени во законот. Ние евентуално мора да престанеме да ги менуваме законите и малце да посветиме повеќе време и енергија на нивна имплементација. Затоа што во овој момент нашата законска регулатива по ова прашање, насилство врз жени и семејно насилство е солидна. Апсолутно може да биде унапредена, неспорно е, ама како законска регулатива е солидна. Имплементацијата е на апсолутно незадоволително ниво. И зошто е тоа така? Затоа ќе се вратам на што го спомнав претходно. Не може да очекувате Центарот за социјална работа да ги исполни сите обврски во закон, ако не го обезбедите со доволно стручен кадар, не само вработен кадар, туку стручен кадар кој што знае што прави, ако не му обезбедите ресурси како специјализирани услуги за солништа, домување и сите тие. Значи, ако не се обезбедат финансиски средства, законот не може да се имплементира.
И тоа е во суштина многу очекувано донаторите што го направија. Нели, ние како држава усвојуваме закони и очекувано е дека секоја зрела држава кога усвојува закони или ратификува меѓународен документ, дека апсолутно ќе си алоцира одредена сума на финансиски средства за да може да го имплементира сето тоа. Ние тоа не го правиме. Ние само усвојуваме. Само све на хартија кај нас постои, меѓутоа пракса не функционира. Точно, и не се имплементира. Не се имплементира тоа што е напишано во законите и тоа го покажуваат и сите извештаи. Нели? До сите меѓународни механизми. Така и Државниот завод за ревизија имаше апсолутно исто извештај за минатите години, мислам за последните 5 години до 2023 во кој што беа нотирани токму сите овие прашања, дури се збореше на собраниска комисија во собранието каде што сите пратенички, претседателката кажа дека треба повеќе пари да се одвојат. Мислам тоа на зборење сите го кажуваат, меѓутоа на дело никој точно. И никако не доаѓаме до моментот на одвојување на тие пари. Зборуваме цело време да воспоставиме шелтри, да воспоставиме, ќе го напредиме системот, ама пред да го напредиме системот, да ги алоцираме средствава и да видиме каде е најприоритетно, па после следната година повеќе. Апсолутно не очекуваме ни ние и никој не очекува дека сега овој минимум стандард, например Совет на Европа што го дава за пристапност и достапност на специјализирани услуги, никој не очекува дека ние во една година ќе ги отвориме сите. Но хајде да почнеме од некаде. Затоа што извештајот на Државен завод за ревизија покажа и дека тие услуги кои што постојат и ќе ги најдете на веб страната на Министерството за социјална политика, демографија и млади, се нефункционални. Ние имаме шелтер центри каде што прокиснало и после тоа не се санирало и таму не може да има мувла, не може да биде сместена жртва. Има најава, има советувалишта за жртви каде што нема ангажирано тим. Па кој ќе го дава советувањева? Не ни треба просторот да постои ако ги немаме луѓето. Така да се е некако почнато делумично, колку да се стави на чек-листа дека и еве имаме, ништо не е докомплетирано и на жал ситуацијата, реалноста е да специјализираните услуги кои што навистина функционираат и обезбедуваат услуги за жртвите се сите раководени од граѓански организации. Тоа значи дека на една жртва на семејно насилство е многу тешко да го изоди овој пат што е потребен за да тешко е. Апсолутно, особено кога се наоѓа и живее во град во кој што па нема граѓанска организација која што може да ја обезбеди поддршка. Но повторно јас не би сакала да ги обесхрабриме. За нас е многу важно. Ние, например, иако сме лоцирани во Скопје, Тетово и Битола, сепак сме национална мрежа, имаме организации кои што можеби не раководат со сервис, но ќе ја обезбедат поддршка. Значи јас навистина ги охрабрувам сите жени кои што имаат било какво прашање, преживуваат било какво насилство, дека може да ни се јават, ќе разговараме, ќе видиме заеднички, ќе направиме план како да излезат. Тоа што не постојат специјализирани услуги како што треба да постојат и како што препорачува Истанбулска конвенција, не значи дека не треба да го пријавуваме насилството и апсолутно сите заедно да направиме напор да помогнеме на жртвата. Така. Колку е важно психолошката помош која што би ја добила една жртва кога ќе излезе од таа средина и колку жртвите на семејно насилство кои што се јавиле во вашиот центар прифаќаат психолошка помош, советување. Дали уште постои табу во однос на таа тема? Постои. На жал се уште постои и тоа не само кај жртвите, генерално психолошката помош и одењето на психолог е табу за целата популација. Она што, например, колешките социјални работнички што го стваруваат првиот контакт со жртвата, го прават да пробаат да ги охрабрат и да им ја објаснат важноста и за неа и за нивните деца, затоа што точно дека ако веќе излегла, нели го напуштила насилникот, дека не трпи во моментот можеби насилство, но она што претходно го преживувала, тоа секако веќе оставило печат на незиното на незиното битие, на незиното ментално здравје и сето тоа треба да се разговара на децата, апсолутно. За децата апсолутно дека оставило на нив, затоа што деца кои што растеле во насилна средина, секако ќе имаат последици од тоа насилство. Само прашање е во која фаза од нивниот развој тоа ќе се појави како некој симптом. Дали ќе биде симптом на физичка
болест некоја или ќе се манифестира како различно однесување, дали е тоа повлеченост, агресивност, влегување во некои криминални, секако ќе се одрази. И затоа е многу важно психолошкото советување. И затоа ние навистина правиме напори да ги поттикнеме сите кориснички, сите жени кои што се обраќаат во нашите центри за поддршка и нивните деца да доаѓаат. Колку што се во можност. Не мора да биде тоа еднаш во неделата. Никогаш еднаш во месецот е подобро него воопшто. А еднаш во месецот е 1 час во месецот. Да. И гледаме да и си прилагодиме на незините потреби, на незиното време, само за да можеме да го возможиме тоа советување, пошто е важно. Така. Може ли да ми кажете еден пример, не знам кој е, на кој што сте, не знам, горди, не горди, меѓутоа кој што е толку убава и успешна приказна, која една жена која напуштила куќата каде што била жртва на семејно насилство, сега е, не знам, успешна жена со живее нормален живот. Да, имаме навистина повеќе примери, затоа што независно што, например, нашите центри се отворени 2021 официјално како посебни канцеларии со цел тим, претходно тоа го правевме во рамки на извршна канцеларија. Секако имаме многу примери и затоа и ги охрабрувам сите оние кои што живеат, сите жени и девојки кои што живеат во насилство да се јават и да го почнеме процесот. Имаме, не знам, можеби еве сега еден од последните примери е со оваа жена беше многу важно што во тој момент имавме еден проект во кој што имавме предвидено средства за мали стартапи, за започнување на сопствени бизнеси. Така да оваа жена не само што го напушти, откако го напушти, пошто друг град не, а во Скопје живееше со тогашниот сопруг, сега веќе е завршен разводот, има едно заедничко дете. Немаше каде да отиде и во моментот беше невработена, заради тоа што тој инсистирал да она се грижи за детето и домот. И покривме трошоците за домување, најдовме стан заедно, го запишавме детето во градинка, пошто веќе беше на возраст на која што можеше да оди во градинка. Го запишавме детето во градинка. Си ја почнавме со адвокатката целата постапка за развод, пријавата на насилство секако си постоеше и во полиција и во Центарот за социјална работа, затоа што таа се обрати, точно како што ви го кажав и примерот претходно. На најсериозниот инцидент, таа трпела психолошко насилство, трпела економско насилство заради недозволувањето, доди на работа, тоа е форма на економско насилство. И физичко насилство кое што претходно било повеќе како буткање. И во еден момент тој веќе ја нападнал со не би сакала да ги раскажувам, добро, ја нападнал посериозно, имаше и видливи повреди на своето тело и лице. И сакам да кажам, го пријавила најсериозниот инцидент, се обрати кај нас, претходно била сама да го пријави, па после тоа и пренели информација за постоењето на женски центар во Скопје. Го продолживме целиот процес со неа, бевме постојано како поддршка со неа во процесот што го водеа институциите, дополнително нашата адвокатка го водеше и разводот, си го доби детето и во тие разговори со психологот и со социјалната работничка во суштина откривме дека таа има завршено одредени курсеви за нешто за кое што може да го почне како сопствен бизнис. Овој проект го имавме достапен во моментот и заедно со менторката развија бизнис план, отворија, го започнаа малиот бизнис кој што еве го сега последна година, значи ова се случуваше минатата година есента. Се уште оваа година веќе една година функционира бизнисот. Жената си живее посебно, си живее под кирија, си работи во бизнисот, има свој бизнис, има своја колкава толкова економска независност. Да. Колку има жртви што пријавуваат, например, психичко насилство? Многу луѓе сметаат дека тоа не треба да се пријави, не е форма нели да се напушти семејството или меѓутоа можеби тоа психичко насилство понатаму води кон физичко насилство. И дали се препознава кај институциите ако жената пријави психичко насилство? Да, се препознава и се пријавува. Психичкото насилство и не би рекла, знаете, психичкото насилство не мора да значи дека ќе доведе до физичко. Во некој случај доведува. Тоа е сепак форма на насилство.
е форма на насилство и значително влијае на квалитетот на живот. Знаете да живеете вие на дневно ниво со постојани критики, омаловажувања, навреди, понижувања и да не речам секакви зборови кои што не одат во насока на поддршка на оно што го правите како жена, сопруга, како мајка, како вработена или професионалец или било што, тоа значајно влијае на самодовербата на личноста, значајно влијае на црпење на незината енергија, да таа пак од друга страна наспроти сите овие зборови што ги слуша од својот партнер, од некој кој што нели треба да ја сака и да ја поддржува, постојано ја слуша критиката и таа колку и да не сака, тоа почнува да влијае на незината слика за себе, на незината самодоверба. Дополнително што кога на дневно ниво се борите со такви како да речам, со такво вербално насилство, пошто психичкото насилство може да вклучува и закани, дека ќе ја повреди, дека уцени, дека ова ќе направи, она ќе направи, закани дека ако сака да го напушти ќе ги земе децата. Тоа се многу навистина тешки зборови да се слушаат, на дневно ниво и тоа ја црпи внатрешната енергија, наместо да се развиваме, да се развиваме како професионалци, како родители, како пријатели, ние целата енергија ја посветуваме на тоа само да се одржиме функционални. Да станеме од саба или евентуално да ги завршиме работите што мора да ги завршиме. И тука повторно страдаат децата. Тоа сакам да кажам, секако тоа се одразува и на децата. Секогаш страдаат децата. Така да психичкото насилство, независно што не можеме да го видиме ние, навистина остава траги кои што, знаете, дури од физичкото насилство ќе заздрават мудриците. Нарушување на сликата за себе и самодовербата не се враќа за една недела. Тоа е процес кој што со психолог или психотерапевт може да го работи жената со месеци. Па може би со години. Може би со години. Колку време била изложена на тоа. Колку траело. Па така да последиците од психичкото насилство се навистина многу значајни. Елена, еве за крај, што би им препорачале на жените кои што моментално живеат во насилна средина? Како што спомнав и претходно, јас навистина би препорачала да се јават. Она што, доколку не се сигурни, да отидат директно во институција, може да се јават во било која женска организација која што е во нивниот град, може да се јават кај нас на телефон, ние секако сме достапни. Центрите не работат 24/7, тоа е важно да го напоменам, не сме SOS линија, но достапни сме во работни денови од 8 до 4. Може да се јават, не мора ни да се представат. Може само да го кажат својот проблем. И да зборуваат со колешките кои што работат таму, со социјалната работничка, со психологот, да видиме, да почнеме од некаде. Затоа што ова не е нешто што ќе се заврши со една пријава. И добро е да го завршува за еден ден. Точно, или тоа е се процес завршува. кој трае со години. Така. И кога ќе се јават, ќе почнеме од некаде. Ќе го почнеме процесот. Заедно со неа ќе го направиме планот. Сега ми дојде уште едно прашање. Што е најголемиот страф на една жена која што е жртва на семејно насилство? Кога ќе ви се јави првиот пат, што е најголемиот страф кај нејзе? Дека ќе ги земе децата. И дека ќе ги земе децата доколку се брачни партнери имаат деца, доколку имаат заеднички деца, а доколку не дека ќе ја убија. Затоа што тие закани се многу почести. Многу почести се заканите дека ќе ја убија ако го напушти. Значи животот, станува збор за животот, незиниот живот или животот на незината деца. Добро, за тоа треба сепак и голема храброст и кај жените, меѓутоа очигледно дека треба за да го поминат све ова една жена и една жртва на семејно насилство треба и поголема институционална помош, затоа што станува збор за многу сериозни закани, за многу сериозна состојба. Ти благодарам, Елена, што беше денеска со нас. Се надеваме дека со овој подкаст и овој разговор ќе помогнеме и ќе ги натераме институциите да одвоат повеќе средства од буџетот и да не биде само тоа на хартија, туку на вистина да се помогне на жртвите, затоа што станува збор сериозно за загрозена категорија на која треба голема институционална помош, бидејќи како што рековме, овој процес не трае еден ден, дека го пријавила насилникот и толку, тоа трае со години. Така е. И супер декларативно да се заложуваме за борба против насилство во жени, за нулта толеранција против насилство, но конкретните чекори нашата
нашите институции, нашата влада ќе ги покажат дека навистина сакаат да стават крај само во моментот кога ќе алоцираат доволно финансиски средства за да се обезбеди заштитата која што е потребна. Ти благодарам, Елена. Благодарам за поканата.